нашиот војсководец ја преминува секоја мера. Оние негови смели очи што над построените редови борбени кохорти молска како вооружени од Марс, сега се свртени надолу. И смерно и покорно го вперуваат погледот во едно црно лице. Неговото јуначко срце кој во тешките судири од битките му ги кинеше токите од градите, веќе не владее со себе. И стана тој мешина и павкало за ладење во кохотата на една Египка. Внимавај добро, убаво ќе видиш. Како третиот столб на светот се претворил во шут на една развратница. Отвори очи и гледа. Ако се работи за љубов, кажи ми колкава. Просештво пребива во љубов. Што може да се мери? Ке поставам меги за да знаеш докаде можеш да сакаш. И тогаш ќе треба да откриеш ново небо, нова земја. Вести мој добар господар. А едните исти скрати? Сепак, слушни ги, Антони. Може би Фулвија ти се лути или да не нешто голобрадиот Цезар ти пратил некаква важна запад. Направи го ова или она, покори го ова кралство или ослободи го она, стори вака или ќе си го видиш косо. Нека Рим во Тибар се стопи и широкиот свод на неимоверната империја се урне. Ете овде е мојот свет, а кралството се само глина. Нашата наљубена почва и цверови, луѓе храни. Рајот на земјата сигурно изгледа вака, кога постои една ваква возвратена љубов, тогаш му наложувам на светот под закана од казна да ни признае дека нам ги нема рано. Сепак, слушни ги емисарите. Ти вешта кралица, тебе сети личи. И да прекоруваш, и да се смееш, и да плачеш. Колку само секоја страст во тебе се бори да стане убава, да се искажува воско. Не сакам да слушам никаков гласник, освен тебе. Но ќе скитаме по улици и ќе гледаме како живее народот. Одиме, кралица, некој топгова да ставаш. А тебе? Не сакам да те слушам. Каде е пророкот што толку многу го фалеше кралицата? Пророкот? Пророкот? Ти си човекот? Господине, дали си ти тој што ги гледаш работите? Во бесконечната книга Тајни на природата умеам понешто да прочитам. Еве ти е дланката. Дај ми добра среќа. А јас не ја правам, само ја прорекувам. Добро, сега некаква красна среќа. Да се омашам во една попладне за 3 крала и сите да ги сторам вдовци. Да родам дете на 50 на кое Ирод од Јудеја ќе му донесе повојница. Да се омашам за Октавијан Цезар. И да станам рамна на господар. Ке ја надживеете господарката на која изслужи. Одлично. Подобро долг живот од колку смокви. Сте видели и сте доживеале подобра среќа од онаа што сега го очекува. Ајде, сега кажи ја судбината на Ира. А сите сакаме да ја знаеме судбината. Мојата и судбината на повеќето од нас вечерва е пиење в постела. Еве дланка кој предскажува честито со кој ништо друго. Колко што на детениот бил предскажува глад. Молчи па раскурки една ти најде да се предкажи. Судбините ви се слични. Како? Ајде кажи ми по дето. Веќе кажа. Што? Не ми судбината ни за нов порт од незината. Тишина. Доаѓа Антонија. Не е тој. Кралицата. Жената Фулвија ја започна война. Против братме Луција? Да, ама брзо војната заврши. А пригодите ги спријателија, па ги здружија силите против Цезар, кога војната од Италија уште при првиот судир ги истера. Добро. А која е лошата вест? Лошата вест е лоша и за гласникот. Да, кога ми кажува будала или кукавица. Ајде тере. Она што е поминато за мене е завршено. Два краја кога ми се кажува вистина. Смрт да има во неја, слушам да слушам ласка. Ова е црната вест. Лабијан со својата партска војска зазеде Азија. Од Еофрат победоносното знаме му се вее.
И од Сирија до Лидија до Јонија до дека... Антонија, сакаш да кажеш. Господар, Ајде зборувај слободно. Кажи го она што на сите име на јазик. Нарече ја Клеопатра, како што ја нарекуваат. Борин! Касни со споровите на Фулвија и корени ги маните со целосна слобода што само вистината и злобата имат моги да изустват. Враги ме коров кога брзите мови не мируваат, а кога слободни кажуваат ние сме сплевени. Ајде, оди си со здравие. По ваша благородна закон. Алцикион, вие сти гласник од таму. Жена ти Фулвија е мртва. Каде умре? Во Сикион. А за ова и се друго што треба да знаеш, пишува овде во писмо. Еден голем дух замина. Ама јас овој го сакав. Но нашто со презир, честопати го отфрламе, сакаме повторно да е наше. И сегашното задоволство со мените на времето и вртењето на среќата се претвора во своја спротивност. Не, мора да се избавам од оваа волшебна кралица. Ено бар. Заповедете, господар. Мора и тоа да заминам од овде. Тогаш ќе ги поубиеме сите наши жени. Тие две преживуваат најобична нељубезност. Одењето наше ќе им биде смрт. Мора да одам. Ако се работи за љубност, тогаш нека умрат жените. Навистина би било штета човек да ги отфрли за ништо и ако треба да се избира помеѓу нив и некоја крупна работа, тие треба да се множат со нула. Ако Клеопатра дошика за ова, умира на лице место. Сум ја видел како умира барем 20 пати за многу понебитни работи. Навистина мислам дека смртта во себе има некаква одлучност, која не навија делува љубовнички, па затоа постојано умира да умре. Умре Фулвија. Господару? Умре Фулвија. Фулвија. Умре. Па тогаш, господару, принесете им на боговите жртва благодарница. Навистина да беше таа единствената жена на светот, ова би бил удар за вас и вие би имале за што да кажете, но ваквата несреќа, господару, е крунисана со утеха. Вашата стара женска кошула ви носи ново здолништо и што е право. Обичен громит може да ве натера да пролиете солзи онолку колку што заслужува ваквата таа. Не е само смртта на Фулвија, други тешкоти ни кажуваат многу. Писмата од нашите пријатели од Рим молат за наше враќање дома. Секст Помпеј почне да му прекоси на Цезар и владее целосно со царството на море. А нашиот лигав народ почне да ги префрла славата и достоинствата на Помпеј велики врз сину, кој е богат по слава и по духа, уште посилен во храброста. Важи за главен воин. Ако угледот фати да му расте, ќе ни ги загрози сите страни на светот. Кажи ми ја намерата, дека итно заминувам од овде само на име кој чинот бара да им кажеш. Така ќе сторам, господару. Каде е тој? Види каде е, со кого е, што прави. И не сум пратила јас. Ако е сериозен, кажи дека играм, ако е весел, кажи наеднаш сум се разболела. Хајде, оди и врати се. Болна сум и нерасположена. Жал ми е што морам да ти соопштам намерата. Помогни ми да заминам, мила Хармија, ќе паднам, вака повеќе не се може, природата човечка нема да издржи. Ах, најмилава кралица. Те молам, тргни се од мене. Ми кажеш што ти? Откако ти познавам дека имаш добри вести. Што е? Да не ти рекла венчаната жена дека можеш да и се вратиш? По-добро никогаш да не те пуштеше да дојдеш. Нека не вели дека јас сум таа што те задржува. Не, јас немам моќ над тебе. Ти си нејзир. Слушни ме, кралица. Нашата Италија, полското во граѓанска војна, Секст Помпеј се приближува до римското пристаниште. Богат со таткова слава. Брзо се мушнува до оние кои не се задоволни од денешната власт,
Нивната бројка расте. Но Миров, разболен од легачење, бара идеш во која иде очина промена, затоа ќе волам слушнина. Она што најмногу требало да се смири што заминувам, е смртта на Фулвија. Ако годините од лудост не ме излечи од лековерност. Умрела Фулвија? Умре кралица моја, кога се слободно прочита и овде и види кога и каде требало. Љубов лажовна. Каде да се светите шишенца што треба да ги наполнеш со солзи жалосници? Сега убаво гледам од смртта на Фулвија како ќе примиш моја. Харија! Господине, ти и јас мора да се разделиме, но тоа не е тоа. Господине, ти и јас се сакавме, ама пак не е тоа. Ова добро го знаеш, се работи за нешто што јас, моето заборавно паметење, како Антонија и тој ме напуштаат. Честа твоја ти вика да одиш, затоа оглуши се на мојата суетна лудост. Боговите нека бидат со тебе, лесен успех нека се распостила пред твоите нозе и мечот нека ти го краси лаврова победа. Одам. Да. Не, дури. Нашата разделување вистинско не е зашто ти остануваш овде, а во мене срцето ќе ги чупа. Јас, иако заминат, ќе живеам со тебе тука. Добро, одам. Да речеме дека не е зло да се препелкаш во постелата на Птоломеј. Да го дадеш кралството на веселба, да седиш и да пиеш до лудиво со најобичен род. Да се тетеравиш среде бел ден по улици, да се тепаш со апаш што паздат на пот. Да речеме дека ова му личи. Иако е навистина тешко да се најде човек кога вакво нешто не произвалка. Сепак Антонија не може да си ги оправда глупостите кога ние ја носиме тежината од неговата лекоумност. Ако си го полнел празновремието единствено со сладострастие, тогаш презаситеност и суботијата на коските ќе навалат да се навладат. Но да се Арчо на време кој како барабан го вика од гласно од забавата и му говори за неговата состојба кога е наша, тогаш ова заслужува преклон! Еве учите вести! Помпе е силен намор и се чини го сакаат оние што имаат страф од Цезар. На пристаништата пристигаат незадоволници, а се говори голема неправда му е направена. Мене кратимена познати гусари завладеа со морето и сега го ораат и го рануваат со разноразни кораби. Многу дрски упади вршат во Италија. Приморските жители умираат од самата помисла на нив, а храбриот млад свет се буни. Ниеден брод не исполва зашто веднаш го напаѓаат. Самото име на Помпеј е поопасно од евентуалниот отпор на неговата... Тргате од златната оргија, Антонија! Кога ти еднаш претрпе поразка и модена каде што ги уби Хиртија и Пан за конзулите, зад петиците следеше глад на која тие се спротистави, иако нежно растен, со поголемо трпение од што го имаат дивјаците. Ја пиеше мочта од коњите гад, водата од застаените баруштини од која и зверовите би кашнале. Непцата не ти ја презираа ни најопоритата бобинка, од најдивата капина, како некој елен кога пасиштето е под снег, корите од трвјата ги глодаше. На Алпите се зборува с јадо некакво чудно месо од кое само од гледање луѓето умирале.
Иако сето ова ти ранува честа што вака говорам го поднесуваше како воин, па дури ни образот ти се изуши. Нека срамот брзо го доведе во Рим, зашто крајно време и ние да се појавиме на војштета. За таа цел ти биде свикан итен совет. Помпеј, цар од нашата недейственост! Хармија, дај ми да се напијам мандрагора. Само така ќе го преспијам големиот јас време во кој Антонија не е тука. Каде мислиш дека е сега? Дали стои? Седи? Дали одмешли хочен си е на конј? Ах, среќен конју, што ја крепиш, тежината на Антонија биде горд конју. Зашто не носиш било коготку, ко владетелот на оваа земја, раката и шлемот на овој свет. Сега сигурно зборува или шепот. Каде ми е змијата на древниот Нил? Зашто? Така ме вика. Сега се хранам со најтажниот отров. Тој мисли на мене. Иако поцрнете од залюбените бакнежи на Феб и длабоко врчкосана од времето. Ах, Јулије Цезар, кога ти се уште беше на овој свет, јас бев само залак за еден владар. Тој прекрасен Цезар. Цркни! Ако уште еднаш кажеш така. Речи прекрасен Антони. Добле се, Цезар. Ожи ми сида! Ке ти ги раскрварам забите ако уште еднаш со Јулије Цезар го споредиш мојот надчовек. Простете, господарке, но јас само вашата песна ја повторувам. Да, кога бев млада. Крвта студена го кажав тоа што го кажав. Но Хармија, ајде да не губиме време, донеси ми мастило и хартија. Антонија, секој ден ке добива по еден засебен поздрав од мене. Па макар да го обезлугам Египет. Благородни пријатели! Она што не здружи беше големо и да не дозволуваме помали работи да не раздружиме. Она што не чини со благост да го чуеме. Кога се расправаме за ситните наши неслоги, тогаш вршиме убиство, лечејќи ги раните. Убаво кажа, да сме сега пред нашите војски подготвени за борба. Ете вака би направил. Добре дојде во Рим. Благодарам. Седи. Ти си. Добро. Слушам, го сметаш за лошо, но што не е лошо, а вистински лошото тебе не те заскрива. Би заслужил подсмев ако за ништо или за некоја ситница би се чувствувал навреден и тоа од тебе. А уште поголем подсмев ако барем еднаш би те спомнал без уважение и при тоа твоето спомнување да не ме засегна. Ти прекрши одредба од твојата заклетва, за такво нешто никогаш не ќе можеш мене да ме обвиниш. Да ми пратиш војска и помош кога ми се најпотребни, а ти и едното и другото ги отрив. Ги пренебрегнав, поточно. И тоа тогаш кога отворените часови ме лиши од свеста за себе. Затоа, еве колку што е можно ќе ти бидам покајник. Но мојата честитост не смее да ми ја намали величината, зашто без тоа ни моќта не ќе действува. Вистина е дека, за да ме довлече од Египет, Фуви отвори војна овде, зашто јас себе несвестиот повод барам прошто колку што е можно во барков и да стигне. Ве молам! Ве молам да прекинете со поплаките еден против друг. Сосем да ги заборавите, значи да се сетите дека сегашнава ихтиза бара слова помеѓу вас. Не можеме да останеме заедно кога наравите ни се разликуваат толку на дело. Сепак, кога би го знае, обрачот што цврсто би не држал до крајот на светот би го барал. Цезар, дозволи ми. Ти имаш сестра од мајчина страна, прекрасната Октавија. Големиот Марко Антониј сега е вдовец. За да бидете во трајно пријателство, за да станете брајка, за да ги врзете срцата во неопрешлив јазот. Нека Антонија ја земе Октавија за жена, чија убавина го заслужила за маж најдобриот човек. А нејзините доблести и нејзините чари говорат повеќе од што зборовите може да го искажат. Со ваквиот брак
Сите ситни закачки кои сега изгледаат големи и сите големи стравови што во себе кријат опасности ќе станат беззначени. Незината љубов кон обајцата го направила да се засакаат. И за вас ви ја придобила љубовта на сите. Ке каже нешто Цезар? Не. Додека не чуе како Антонија е трогнато досега кажаното. Нека никогаш ни насом не ми никнат пречки. Ајде да ја. Благослови го се клјучини од овој миг. Срце братство нека чука за љубовта наши и нашите големи планови. Еве ти рака. Ти ја давам сестра ми која што ја сакам, како што никој брат не сакал сестра. Нека живее за да ги спои нашите срца и нашите кралства да бидат вечно сплодени. Нека е честито, ами. Времето не брза. Мораме веднаш да го побараме Помпеј, за да не побара тој нас. Каде се? Кај Ертот ми зема, но пред да одиме да се видиш со сестра ми. Клеопатра прв пат го сретна Марко Антонија. Го зароби срцето на реката. Лагата во која следеше небаре зрачен престол пламтеше на водата. Крмата отковано злато. Едрата пурпурни толку намирисани што ветровите воздигнуваа по нив. Веслата беа сребрени. Удираа на звуците на флејти и ја тераа водата побрзо да тече по нив, не баре се имаа заљубено во ударите. А самата таа беше таква што описот би бил просјачки меди. Лежеше во шаторот исткаен од злато. Поубава од сликата на Венера на која гледаме како мечтата ја надминува природата. Од обете нејзини страни стоја две убави момчиња со дупчиња на образите и понасмејани купидони со шарени ладала пафта, а ветрот од нив жареше нежните образи што ги ладеа и го осторуваше од нив студентот. Од лагата чуден и невидлив мирис го опива близко до крајбрежја. Градот го исфрли народот свој кон неа, а Антонија во столичен на плоштадот седеше сам и си свиркаше во воздухот, што да е можен вакуум и сам ќе отидеше да се џари во Клеопатра, оставајќи празен јаз во природата. Кога слезе на брегот, тој прати човек кај неа да ја покани на вечера. Таа му одговоре дека подобро ќе било тој да и бил гостин и го замоли да прифати. Нашиот љубезен Антонија, што никогаш не кажал не на жена, се исподотера, се изнамириса и отиде на гоштевката, а за вечерата плати со срцето. Иако само очите му се најавна. Старењето не е свенко. Нити навикот ја бајате бесконечната разновидност. Другите жени ја заситуваат гладта што ја подхрануваат, но таа отвара глад онаму каде што најмногу заситува. И најпорочните нејзини својства се доблес, па затоа светите отци ја благословуваат дури и кога е раскалашена.
тевно перчестите риби со искривената јадица ки ги дупнам лигавите муцки и за секој одбив, влечејќи ги надвор ке мислам дека е Антонија и ке велам аха, те фати! Аха, те фати! Беше забавно кога се гладевте кој подобро лови, а вашиот бургач ставаше солена риба на јадицата, која овој со боси ќе излекуваше. О, тогаш времиња! Со смеа го извади во трпение и статенак со смеа го врати во трпение. А следното утро, пред 9 час, го опив, па ми падна в постела, па го врзав со врзници, па го прекрив со својата наметка и го закачив неговиот меч од Филипи. Од Италија, пријателе, те молам, истори ги твоите плодни вести и моите уши кои предолго беа јалови. Господи! Антонија е мртов, ако вака кажеш, потец си ја убил кралицата, но добар и слободен. Ако вака речеш за него, еве ти злато и еве ти ги најсините вени да ги бакнеш рака што кралеви ја целивале и бакнувајки ја се треселе. Добра, Господи, ослушнете ме! Добро, продолжи, слушам! Ама, не ти чини лицето. Ако Антонија е веќе слободен и добар, толку кисел сурат, не труби толку добри вести, ако не, треба да дојдеш ко фурија крунисана со змии, а не во облик на човек. Господи, ке сакате да ме чуете? Сакам да те треснам пред што било да кажеш. Сепак ако речеш дека Антонија е добар и слободен или е пријател со Цезар, не му е заробеник, ке те обсипам со поро и злато и ке истурам град дивни бисери врз тебе. Господи, тој е добар. Добра ме! Има пријател е со Цезар. Ти си честит човек. Тој и Цезар се поголеми пријатели од поро. Ке да виж цело богатство од мене. Но сепак, Господи, не! Не ми се допаѓа тоа, но сепак. Тоа го расипува претходно кажаното. Лека црк! Не, тоа но сепак. Но сепак е како некој темничар кој носи на губилиште некој изопачен војник. И те молам, пријателе, историја сета стокаш велиш, и доброто и лошото најдеш. Пријателе со Цезар велиш, и во добро здраве. И уште велиш слободен. Слободен, Господи, не. Такво нешто не рекол. Врзан е за Октавија. Со каква добра намена? За онаа најдобрата, за постела. Бледа сум, Хармија. Господја, тој е оженец за Октавија. Чума! Да те сотре! Чума најстрашна! Бегај, потрицу! Бегај! Бегај, ке ти ги ископам очите! Ке ти ги ископам очите! Ке ми нешто крмшикувам со жица! Варен во солена вода! И кислет вода! Господја, јас сум ја донесол веста да го склопим братот. Речи не е така! Речи не е така! Ке ти дадам цела област! Азно небројно! Ударот што го доби! Ти е плата за тоа што мене ме доведе до вест! А згоре на тоа можам да ти дадам и се она што понизност ке ти посака. Женете, Господи. Като? Предолго си живеел! Бегай! Господи, неам, Господи, јас ништо не направи. Бегай! Човекот нема никаква вина. О! И не видите ги отира гроб, не? Нека Египет него мил. И сите љубезни, нека станат змии. Викни го човекот да дојде овде. Иако сум сподут подалена, нема да го изедам. Викни го. Реков! Нема да му направам ништо. На рацете ми не му недостасува благородност што му увират победено што сум јас. Ајде, викни го! Дојдете овде, Господи. Иако е честно, никогаш не е добро да се носат лоши вести! Добрата вест обелодение со војска јавци, но пушти лошата самата да си се каже. Тогаш, кога таа самата ке си почувствува
правиш истото? Сакате да ме лажам, простига? Подобре да ме лажеш од тук. Па макар половина Египет потонал во Нил и станал мочур за крвоношести змии. Бегај. Па макар да си самиот нарцис, мене не лечиш на грда грдося. Женете, го молам ваше величество за прошка. Женете, нека не ме навредува оно што не сакам да ме навредат. Да ме казувате за оно што ме темете да го извршам, не ми сакате право. Тој е оженет за Октавија. Заминете, некома не треба ти да страдаш само затоа што веруваш во неа. Ајде, бегај, бегај! Робата што ми ја донесе од Рим е прескапа за мене. Земи си ја кајте ме тоа. Нека те уништи. Смирете се, Господи. Палејќи го Антонија го кара Цезар. Многу пати, Господи. Сега ми се плати. Хармија, оди кај човекот. Прашај го како изгледа Октавија. Колку е стара, какво нарав има. Прашај го дури каква е бојата на нејзината коза. Нека замине Антонија. Нека не заминува Хармија. Те молам оди прашај колку е висока. Жали ме Хармија, само не ми зборувај. Дали е
Човеков видел што е величество би требало да зна. Видел величество, кој си доварни чувај, а цело време служи кајват. Сепак, се може да заврши добро. Сигурна сум, Господ. Цезар првин го искористи Лепит во војната против Помпеј, а веднаш потоа му го одрекна триумвирството и не му дозволи да ја споделат војната слава. Бидејќи и ова не му беше доволно, го обвини за писмата што порано му ги пишувал на Помпеј, па така по сопствена тужба го пикна в затвор. Така сиротиот трет триумвир падна в замбана каде што ќе остане седо дека смртта не го раздели од темницата. Тогаш Свето имаш уште две усти. Две рилки, па макар во нив да ја фрлиш сета храна што ја имаш, ќе се изгризат меѓусебно. Каде е Антонија? Шета низ градината, вика Лепит Тиквару, Лепит Тиквару, Лепит Тиквару! И се заканува дека ќе го заколи офицерот што го убил Помпеј. Нашата голема флота е подготвена. Да ги нападне Италија и Цезар. Да одиме. Од презир
тоа го направил во Александрија. На площад, на подиум од сребро Клеопатра и тој на столови од злато биле јавно востоличени. Крај нозете им седел Цезариот, за кого велат дека е син на потаткови и целиот незаконски пород што од тогаш погодата го изнародила. Не изидал да го владее целиот Египет и ја прогласа за суверена господарка на долна Сирија, Кипар и Либија. На отвореното збиралиште, каде што се вежба, таму синовите си ги прогласил за кралеви на кралевите. Велика Медија, Партија и Ерменија му ги дал на Александар. На Птоломеј му ги предал Сирија, Сицилија и Феникија. Зошто така ги се прикраде? Не доаѓаш како сестра на Цезар. Жената на Антонија треба да има цела војска за предходница. Ржењата на коњите да најават дека многу доаѓа пред да се појави. Дрвјата да бидат закитени со луѓе од чекање да се паѓа во несвест. Сестро моја длабоко навредена. Клеопатра го намави крај себе. Тој го даде царството на една курба и сега ги нашука земските кралеви на војна. Добро ни дојде во Рим. Никој не ми е помил од тебе. Никој не ми е помил од тебе. Ти си навредена од мената надвора, високите богови од мене направи од маздител. Биди ми добре дојдена за навек. Само имај трпение, сестро моја. Ке ти вратам, биди сигурен. Зошто? Зборуваше против моето учество во оваа војна и рече дека не е на место. А зар не е така? Ако веќе е објавена против нас, зошто да не сме лично присутни? Би можел вака да одговорам. Кога во војската би имале и коњи и кобили, тогаш коњите би биле сосем изгубени. Кобилите би ги носеле и војниците и коњите. Што велиш? Велам, вашето присуство може сосем да го збуни Антонија и да му го одземе од разумот, од срцето, од времето, она што сега му е необходно. Веќе го клеветат за лесноумие, а во Рим се шират гласови дека е Фотин и вашите дворјанки во готова војна. Потони Риме нека согнеат јазиците на оние кои говорат против нас. И јас носам товар во оваа војна и како глава на моето кралство ќе се појавам во неа како човек. Немој да се противиш. Ке излезам и точка. Нема. Го кажав своето. Не е малку чудно што Тарент и од Брандуси го пресекол на брзина Јонско море и го зазатори. Слушна за ова била? На брзината најмногу и се воодушевуваат неодговорните. Товар прекор. Со него ќе се борам на море. На море, реков, на море. Посадата на вашите бродови не чини. Вашите морнари се маскари и жетвари, луѓе присобрани силови на брзина. Во флотата на Цезар се мажи кои честопати војувале против Помпеј. Бродовите им се подвижни, а вашите тешки. Не е срамота да го избегнете судирот на море, кога сте посилни на копно. На море. Не доблестем, господару. Вака ја пренебрегнувате сигурната предност која имате на копно. Ја реметите војската. Сосем ја оставате неискористена вашата надалеку позната војна вештина и го избегнувате патот до сигурниот успех. Реков ќе се борам на море. Имам 60 бродови и сите се подобри од Цезаровите. Вишокот бродови ќе биде спален. Со остатокот ќе го биеме засилениот Цезар од ртот Аксиум. Веста е точна, господару. Видене, Цезар го зазатори. Нашите 19 легии да останат на копно заедно со 19.000 коњица, а јас одам на бродот. Ајде, те цидо моја. Што има тоа, се војник? Благороден цар, не бори се на море. Не верува на белите штици. Зар не верува што овој вещ на овие рани? Оставите феникјаните и египјаните нека дуркаат по пајки. Ние сме навикли да поведуваме на црстото го неки го непријателот за петици. Ајде! Одиме! Брзија војската! Не почнува битка! Додека ние не завршиме на море! Светјата! Мртиме овој потва! Распоредете ги силите од таа страна на видот, откаде можеме да го видиме број на неговите бродови.
против името. Господар кралица! Ах, кралица египетска! Гледај како го скривам срамото, твоите очи загледа назад во што го остави умиштено во недостоинство. Прости им на моите плашливи бродови, не мислев дека ќе тргнеш по мене. Кралица египетска, ти добро знаеш дека срце во мое беше врзано за твојата крма. Прости ми. Ме повлечеш. Прости ми. Сега морам на момче да го праќам понисни предлози. Да ја виткам кечма. Да се лигам со лажни лукавства. Јас! Што со половина свет владеев како што јас сакав! И делев добро и зло. Не. Не рони солзи, велам. Секоја од нив вреди колку што се е освоено и загубено. Ајде дојди. Пак. Така се не. Ајде напомнете ги пекарите со вино. На смрт и прекосиме кога најмногу понесмара. Кој е виновен за ова, Антонија или јас? Само Антонио. Зашто се дозволи страста да биде господар на умот? Што ако вие побегнавте од грдиот сурет на војната? Зар требаше тој да ве следи? Јадежот на неговиот ламтеж не требаше да завладае со неговото войсководство во време кога се судрија двете половини на светот, а повод беше самиот тој. Молчите, молам! Кој си ти? Заповедите на најмокниот и најдостојниот, што заслужува да му се извршат. Сигурно убиеш камши. Мамо, еј! Еј! Власта ми се топи. Еј! Повеќе ми кафеј. Крале ми трчаница ко деца ми доаѓа и прашува што заповедате. Еј! Уште сум јас, Антонија! Богови! Дјаволи! Камшикувајте го вие! Камшикувајте го луѓе! Одам дето да ми се искриви лицето! А власта пати да ме забила! Сргот е стигнало! Го камшикувате? Жестоко, господар. Викаш и молеше за прошка. Побара да му се прости. Како ти е животот? Нека се каже што мисло тебе не му се родила керка, а ти сажали што го следеше Цезар во победата. Ајде, они кажи му! Кажи му дека сум луд зашто е горден и зашто е зајадлив, зашто постоја на троби што сум сега заборава да кажеш добре! Ајде! Ако не му се допаднува, кажи му го има Хипарх, моето слободен рок, кога може да го мачи, да го камшикува колку сака. За со иста мера да ме даде губи се! Губи се! Губи се! Ова е мојот храбар, Антонија. Цезар засегнал во Александрија и таму ќе го собинат со судбината. Ќе му проспручам силата на мускулите, на здивот, на срцево, ќе се борам најсрчено. Ќе стегнам заби, ќе го пратам мрак. Секој нешто ќе ми се истречи напад. Ајде да поминеме уште една ударник заедно. Ајде викнете неги моите тажни војсководци, наполнете ги пекарите со вино, уште еднаш ќе и се подсмееме на полнота. Викнете му ги на мојот господар, неговите вредни војсководци. Ноќе се погрижам, низ узлите им протече вино.
А утре ќе се борам со смртта и ќе ја натерам да ме засака, зашто ќе се борам со незиниот чумоносен срп. Сега ќе надмусне и молњата. Да си спобудален значи да се плашиш од страх, а во таков очај и гулабот го плука јастребот. А убаво видов дека колку повеќе нашиот вожд го губи умот, толку повеќе му расте храброста. Кога смелоста го колва разумот, го аби мечот со кој се бори. Јас ќе најдам начин да го напуштам. Ме нарекува балавец. Ме кара не баре силен да ме истера од Египет. Гласникот ми го искамшикува со тој ме предизвикува на двобој Цезар против Антонија. Нека знае стариот кавгаџија дека има куп други начини да се умре. Викнете ги нашите најдобри старешини. Утре сме наумиле да ја биеме последната од многуте битки. Во нашите редови има доволно луѓе што до неодамна му служеле на Марко Антонија, денес се способни да го фатат. Ерос, оклопот, Ерос! Поспи малку. Не се спие. Ајде, брзни, Ерос. Ако среќата денес не е на нашата страна, тоа е затоа што и си име. И јас сакам да помогнам, зашто служи ова? Ти си тука да ми го вооружиш. Не, сакам да помогнам, мора така да биде. Ајде, Ерос, оди стави си види оклопот. Дали ова добро закопчено? Одлично, ако некој посака да го откопча пред јас да посакам. Ке чуе луња. Ти си матка, Шеро, загледај, моја кралица е баш многу повеќе од тебе во се ова. Ево, мило, да ме гледаш денес како се бурам на полето поле, ќе видиш како работи вистински велемајстор. Говите ме како стора денот среќен за Антонија. Само ти и твојата мисла, тогаш те напладеа да се борев на копно. Да беше така кралевите што се побунија и војникот што отинава те напушти. Се уште тебе те следеа. Кој замине отинава? Кој? Оне што секогаш беше крај тебе. Ајде, викни поенова. Нема да те слушам. Или од логорот на Цезар ќе каже, веќе не сум твој војник. Што велиш ти? Господару, тој премина кај Цезар. Господарот овчезите и јазното не ги зеде со себе. Навистина замина? Навистина. Оди. Ајде прати му гласното. Кажи му дека пријателски го поздравува. И уште кажи му дека му посакувам никогаш повеќе да не најде причина да го менува својот господар. Славата моја чест да види да си була. Брзи! Ено бар. Почни ја битката, сакам Антонија да биде фатен жив, нека знаат сите. Антонија излезе на војната поле. Неговите војници ставете ги во првите борбени линии, за да изгледа дека Антонија сам на себе си го истура гневот. Антонија ти го прати сето твој азна плюс подарок од него. Еве ти го дава. Не се подсмева еноба, вистината ти ја кажувам. Твојот господар е веќе прав Јупитер. Види ми светот, види ми светот мене од благословена месечина, кога одметнатите повеста со омраза ќе ги споменува. Сиротиот Енобар пред лицето твое се каже. Суверена господарка на вистинската тага. Отровната влага на ноќта исцедија врз мене за животот. Вистинскиот одметник од мојата волја да не ми тежи повеќе напад.
Египјанка ме продадено на жолте клунеци, за ова ќе плати со живот. Флотата моја се предаде на пријателот и сега си наздравуваат како пријатели од на разделени. Троstruka kurva, ti me predaде и срцево сега бојува само против тебе. Сонце. Нема веќе изгрева да те побидам. Антонија и среќата, тука се раздавуваме. Баш тука си се ракуваме. Зар се спадна на глава? Предаден су. Предаден. Ти лажна египетска душо! Твоите гради беа корона, моја лажна мета, а ти како права циганка ме затвори за сета изгуба. Зашто мојот господар е лутна својата сака? Ајде ме гражот, ке видите го дадат слушеното следување што ти го затеми триумфот на Цезар. Ајде, оди! Нека те покажува на своите сполавени плебеци. Ајде, нека те изложи како срам за целиот твој женски род. Октавија! Нека ти го изора лицето со своите сполавени. Вештеката мора да умре! Да ме продаде и за ова ќе плати со смрт. Ерос! 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 Вишната карпа, планински рт, син рт, со дрвја налего, што ни има на светот и ни ги мама точите со воздух. Си ги видели од лиције Ерос, тие се тажни клетки на темните вечери. Твојот восководец сега е там. Токму таква форма. Су Антонија, беше моје, привлекуваше милиони други сега загубени. Тоа Ерос пакуваше карти со Цезар. За соолажна игра, славата да ми престори во жртва за триумф на душманот. Не плачи, Ерос. Последна сумарен јас на себе завршен со себе. Анта, твоја потла, господарка, там е вишот мечот. Не, Антонија. Господарка на мојата сакаше свет и бидеш неразделно од твојата. Бега и молтим да се отекнем по таа ме предаде за ова ќе плати со смрт. Со смрт човек може да плати само еднаш. Таа долгот веќе го плати. Последно што кажа беше Антонија. Најподобен Антонија. И тогаш болен кркор го распара тоа има Антонија и остана поделена помеѓу нејзиното срце и усните. Издигна со тоа име за копана воня. Умре.
Пецка. Ватра. Ајде почекаме таму каде што духовите на цвеќињата фатени во нас и високо вознесени. Душите погледите ќе ги втренчат. Иди друга. И Енеја ќе остана без никого. И целото внимание ќе биде свртено само кон нас. Ерос! Дојди, Ерос! Момче, ти се закона дека на моја заповед, кога ќе стигне конечниот безизвест, ќе ме убиеш. Еј, не ме убиваш мене, удаваш удар на Цезар, дајте, брат, ти си ја крвтавнице, момче. Ајде со само една рана решаваш се. Ајде, извади го тој меч што си го користил за доброто на својата земја и утри. Тогаш со детеното и благороден лик на Головоските до целиот свет почина. Го извадив мечот. Бил мој господар. Војсководец мој. Дозволи пред да го зададам крвавиот удар, да ти речем збогу. Збогу, беди Боже. Да удирам сега. Вака ја избегнувам тагата за смртта на Антони. Ерос, ти ме учиш. Тројна по благороден Бог да ме направа она што ти не можеш. Кралицата моја и Ерос пред мене си обезбедија благородно место во историјата. Ама јас! Не продолжен со својата смрт да јурнам кај неа како во постела на љубената. Стој! Не сум мртов! Не сум, а? Стража! Толку што ректе ме стража! Тие ме фатени до логутери за да умрам. Господар мој, господарката Клеопатра ме прати кај вас. Кога те пратила? Сега, господар. Каде е там? Заклучена в гробница имаше пророчко предчувство. Кога ми не кај вас сомнеш. Дека се спогодила со Цезар, ви прати глас дека е мртва. Но од страта е тоа делува лошо на вас, ме прати да ви кажам истината. Но по се изгледа е предоцна, господар. Немојте своите судбини да ги претворате во жалостни таги. Еде да му посакаме да преведе на што доаѓа да не казни. Ете за така ние да го казниме со тоа што ќе изгледа дека го поднесуваме со лес. Ајде кренете ме. До сега јас ве водев вас. А сега носете ме вие. Пријатели. И благодарам за се.
малку вино да позборуваме. Не, дозволи јас да зборувам. Толку катно да ја помнам таа превртлива мивка среќата, тркалото да си го искрши погодено од тешките клетви. За несрекната мена што на крајот во животот не снајде, немој да така може. Не плаче. Ајде, задоволи си ги мислите, хранејќи ги со мојата некогашна среќа што имав. Кога живеев како најголемиот владетел на светот, најхрабриот. Не го мирам срамно, ниту пак како кукавица го предавам шлемот на мојот земјак. Римјани сум од Римјани, храбро надобрат. Не може повеќе. Душата ми бега. Душа. Најблагороден од сите луѓе, зар сакаш да умреш? Зар не ти е жал за мене што ќе останам заутена во овој стодевен свет, што без тебе ќе ми биде само најобична кочина? Погледнете дворјанки. Круната на цела земја се руши. Војничкиот барја падна. И ништо значајно не остана под оваа бледа месечина. Што е? Што е, дворјанки? Како сте? Ајде, бодро живнете! Видете нашата светулка догорела се гасне. Ајде, ќе го закопаме. Потоа ќе го направиме она што е честно според највозвишениот римски обичај. Смртта да се гордее што ќе не има. Каде си смртта? Каде си дојди? Дојди, мамо, дојди! Земни една кралица што вреди едно чуто деце и просјаци. Сонував дека имаш живеел един цар Антонија. Камо уште имаш сонам таков сонце, уште имаш да го видам тој таков човек. Лицето му беше како небото, а по него кружеа сонце и месечина. По својата патека осветлувајќи ја сферичката земја. Со нозите го обчекорил океан. А кренатата рака му се престорила како перјаница на светот. Гласот милозвучен како мелодијата на сверите. Во широко градоство му немаше зима, туку прекрасна есен. Во уживањата беше како делфин кој грбот си го држеше над водата во која живее. А во придружба му чекореа кралеви, кнезови. Полуостровите и океаните беа сребреници кои му паѓаа од чеповите. Добро, оди си.
клеветени ѓаволи справат голем зија на боговите со жените затоа што овде се што ќе направат, тие им растекуваат барем те. Добро, због. Но истина, ви ги посакувам сите радости со змијата. Ставете ми ја круната. Во себе го чувствувам оној попнеш по бесмртност. Го слушам како Антонија ме вика. Го гледам како станува да го поздравим благородното мое дело. Го слушам како се подсмева на среќата на Цезар. Збогом добре. Хармија. Хармија едно долго збогом. Ако ти вака од животот се делиш брзо, тогаш му кажуваш на светот дека не е достоен за збогување. Стопи се густ облако и втури, за да може да речем дека и самите богови плачат. Одам повторно на Кидно, да се сретнам со Марко Антонија. Оган сум, воздух, другите мои стихи ги оставам на понискиот живот. Дојди отровнице, одврзи го овој заплеткан јазок на животот веднаш. Меко како меле, нежно како воздух, нежно, нежно. Антони, зашто да останам Во овој подобов свет, а сега због, фали се смрт, што прегратка имаш неспоредлива крајца, нешни капаци склопете се, златен фребо. Никогаш веќе нема да те гледаат такви кралски очи. Круната ми е малку накриво, ќе ја поправам, а потоа ќе си го одиграм своето. Каде е кралица? Немој да ја разбудиш, кралица. Цезар ме прати. Пребавен гласно. Што е ова, Хармија, за недобро е на вакво дело? Добро е. Предобро е. И доликува на една кралица. Сиде се мртв. Храбро до крај. Ги прочита моите намери како кралица за Антонија, немаше место за обајцата во овој прегорен свет. Од каква смрт умреле, не гледам никаде крв. Еден прост селанец и донесе смоки. Значи се отрове. Цезарова Хармија живееше до пред малку. Стоеше и изборуваше, ја најдов како ја дотерува диадемата на мртвата господарка, со тресење стоеше и наеднаш потоа се струпува. Клеопатра личува да спие. Овде на дојките има трага од крв и нешто полазено и на раката има. Може би е трага од змија. На Скопвини Велисија има од оние лиги што змиите ги оставаат во пештерите крај Нил. Кренете и го дадат. Ќе ја закопаме до незиниот Антонија. Ниеден гроб на земјава не ќе чува во себе толку славна бојка. Приказната потрогателноста не е помала од славата на оној што направи вака да бидат оплакани.
Војската во свечен строј ќе биде дел од погребната поворка, а потоа право во Рим.